Еве, некој треба да почне од негде за да се стигне тоа. Добро е, пошто 95% може да ти кажам од селото се занимаваат со ова, произведувача годи. А зошто за пласманот треба да бидат сите заедничко? Да се најде некоја решение, би мислил дека може така нешто. Добре дојде во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Добро ве најдов. Во секторот за рурален развој, каде што сме надлежни за земјоделските задруги во Република Северна Македонија. Вашиот регион, микрорегион е одлична подлога за развивање на успешна земјоделска задруга, затоа што сте специјализирани за еден вид на земјоделски производ, тоа се јагодите. Да. Света Петка, јагодите од Света Петка се насекаде како локален бред препознаени и мислам дека тој капацитет треба да го искористите максимално. За тоа сме ние тука во Министерството да ви помогнеме. Фала ви многу за овие информации, за поддршката која ни го давате. Мислам дека ќе биде во интерес на сите овој проект. Колку земјоделци има кои што произведуваат јагоди во Света Петка? Света Петка е 150 куќи и 95% од овие сите произведуваат јагоди. Значи потенцијални 150 членови на една земјоделска задруга. Да. Го прашав затоа што првата работа за да основате земјоделска задруга е да имате најмалку 10 земјоделски стопанства кои што ќе се зачленат во земјоделската задруга. За да регистрирате земјоделска задруга, постапката е прва да направите иницијатива за основање на земјоделска задруга, односно да се разговара идејата за задржување на производството со останатите соселани од Света Петка, кои што би изразили интерес да учествуваат во основањето на земјоделска задруга. Откако ќе го извршите тој првичен иницијален состанок, договарате изработка на статут на земјоделската задруга, каде што се дефинираат правата и обврските на сите земјоделци кои што ќе станат членови во земјоделската задруга. Со тие документи, иницијативата и изјавите за основање на земјоделска задруга заедно со изработениот статут се поднесуваат во централен регистар за да се регистрира земјоделската задруга. Откако ќе се регистрира земјоделската задруга, поднесувате кај нас унифицирано барање за упис во регистарот на земјоделски задруги, пошто имате основ да остварувате права на финансиска поддршка од програмите за земјоделство и програмата за рурален развој, каде што бенефитите се многу големи. Во програмата за рурален развој имаме 4 основни инструменти за поддршка преку мерката за земјоделски задруги и ги опфаќаат сите делови од функционирање. Имаме поддршка за основање на земјоделски задруги, каде што се предвидува плата уште во првата година до 100% од трошоците за платата на менаџерот на задругата, тој што ќе се избере како менаџер на задругата. И имаме финансиска поддршка за функционирање на земјоделските задруги. Во неа зависно кој делот и големината на субјектот, односно на земјоделската задруга, зависно од членовите колку ќе имате членови во задругата, добивате дополнителни директни плаќања, односно субвенции за тековната година, односно до 7,5% зголемување за производството кој го имате произведено и продадено преку земјоделската задруга и до 15% доколку задрugата од голем обем. Според Законот за земјоделски задруги имаме задруги од мал обем и од голем обем. Понатаму премиите за осигурување на производните површини се покриваат со финансиска поддршка до 80% од трошоците.
имаме и едно кое што е најпопуларна кај земјоделските задруги, финансиската поддршка за земјоделска механизација која што е стрикно насочена за земјоделските задруги. Со неа се предвидува покривање на трошоците до 90% од планираната инвестиција за механизација. Така да тоа се основните механизми со кои што се поддржуваат функционирањето и работата на земјоделските задруги. И мислам дека совршено одговара со вашата дејност, бидејќи, како што ми кажавте и претходно, недостатокот соодветна механизација, водење низ цел процес после бребени активности, сите овие точки се прифатливи за финансиска поддршка кај нас. Често перцепција кај луѓето, кај земјоделците е дека ако се зачленат во земјоделска задруга, губат некакво право дали на собственост или било какво врз сопственото земјоделско земјиште, што е апсолутно неточно. Сопственикот на земјоделско земјиште, односно земјоделското стопанство, си ги ужива сите права како и досега допред за членување на земјоделската задруга. Зачленувањето во земјоделската задруга се однесува на здружување со останатите земјоделци кои што имаат ист тип на производство на одреден производ, дали е зеленчук или овошје, со цел заеднички да се борат со намалување на трошоците за производство и заедничко обезбедување на пласманот. Бидејќи Света Петка е бренд за јагоди, самото име си го носи брендот. Бидејќи кога ќе се здружат сите производители на јагоди од селото под еден бренд, тогаш станувате препознатливи насекаде и не може било кој друг производител на јагоди или од увоз или од било кое друго место да го декларира производот негов како јагода од Света Петка, кога вие ќе бидете носители на тој процес. И тоа е едно од најголемите придобивки. Може само да кажам дека вратите ви се отворени во било кое време за било каква информација и за било каква помош во иницијативата за основање на земјоделска задруга. Фала ви многу за поддршката која ни го дајте на нас земјоделците. Денеска бевме на посета во Министерството за земјоделство. Пречекот беше добро. Беа соопштени сите услови кои треба да бидат полнети за формирање на задруга за во село Света Петка за производството на јагодите. Разговаравме за сите услови кои треба да бидат полнети и мислам дека ќе биде формирано и ќе биде во интерес на сите кои произведуваат јагоди